Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Богојавленските празници годинава без масовност и скокање по крстот. Верниците сметаат дека традицијата требаше да продолжи. Гинеколошко-акушерското оделение во Гостивар ќе се соочи со недостиг на гинеколози. Зимско-рекреативниот центар Попова шапка и викендот што измина беше преполн со туристи. Богојавленските празници годинава без масовни прослави и скокање по крстот. Верниците сметаат дека традицијата требаше да продолжи. Традицијата во црквата Света Богородица беше крстот да се фрла на 18 јануари, ден пред Водици. Базенот и дворот на црквата Света Богородица во Тетово годинава за водокрст останаа празни. А овој ден било преполно со верници, оти само тука обстојува повеќе децениска традиција по Светиот крст да се скока денеска. Поради владините мерки и забрани за масовни прослави на празниците, годинава традицијата за прв пат е прекината. Повеќето верници сметаат дека ова е погрешно. Со посебни мерки велат, чинот на спуштање на Светиот крст сепак можеше да се одржи, а и самата прослава секогаш е на отворено. Ние дојдоме, мислиме дека ќе најдеме нешто, некоја состојба на прослава на новиот ден. Ќе запалиме свеќа, ќе се пркрстиме, па тоа. Да водиме рачун на растојание со маски, може би можело. Ама сега тоа е. Ја не гледам една причина зошто да не се одржи, ќе ви кажам зошто. Прво, сите се со заштитни маски и второ, под отворено небо, атмосфера, не е амбиентна атмосфера, значи нема услови за зараза. Значи, ова на некој начин, овие што се на власт, права антимакедонско ништење, товерба, омаловажување, понижување, до разочарување. Јас сум превише разочаран од сеја што се случи во Македонија. Расположение и желба за продолжување на традицијата на славење на водокрст во Тетово имало и кај свештените лица. Но стравот да не им се случи исто како во Вевчани, ги премислил сепак годинава да ја прекинат традицијата. Поучението од тоа што се деси во Вевчани, да не дојде некоја гужва на народ, луѓето денеска некој одобрува, некој не одобрува, некој не му ема со маски, унутре им смо рекли да носа рацете, да ги дезинфекцира, се некој не сака. Ние ќе им речеме че тура унутре не ги вада. И не можеме да се понадиме со исто така се плашевме да не стане некоја гужва, па да ни се расипе празникот. Богојавленските празници се најмасовно посетени верски манифестации, но утре за Водици низ државава нема да има прослави и нема да се скока по Светиот крст. Празникот ќе се одбележи само во храмовите. За разлика од кај нас пак, во соседна Србија Водици сепак ќе се слави како и досега, со спуштање на Светиот крст, но со препораки да нема публика. Автобусите пристигнаа во Тетово, но се уште не се знае колку ќе чини цената на билетот и на кои релации ќе возат. Се чека одлуките да се донесат на седницата на Совет, а потоа да профункционира јавниот превоз. 5 долго најавувани автобуси вчера беа донесени во Тетово. На примопредавањето градоначалничката Теута Арифи рече дека се работи за капитален проект од голема важност за граѓаните и дека гужвите во сообраќајот ќе се намалат ако повеќе се користи јавен превоз. Апсолутно сите заедно треба да работиме и да градиме еден заеднички урбан концепт каде што апсолутно начинот за да се стигне до едно до друго место е поефикасен, подобар, покоректен, па чак и побрз доколку патувате значи со градски превоз. Сметам дека ова е една наша заедничка одговорност што треба да ја градиме и да ја зголемиме и понатаму сите заедно. За набавка на автобусите општината доби кредит од Светска банка преку Министерството за финансии во износ од 1,2 милиони евра. Одобрени се 1,2 милиони евра за општина Тетово со поволни услови, 13 годишна отплата со 3 годишен грејс период и 3% каматна стапка. Меѓутоа, со оглед на процедурата дека беше конкурентна, транспарентна, заштедени се средства
кои беа одобрени за овој проект, од 1,2 само 720.000 евра се реализирани во целата постапка согласно меѓународните стандарди за овие автобуси, што значи дека останува дополнителни средства за општината да се искористат во однос на слични проекти од аспект на комуналната инфраструктура и се што значи подобрување на квалитетот на услугите, општинските услуги за граѓаните. Се уште не се знае колку ќе ги чини граѓаните возењето со автобус. Деталите ќе се утврдат на седница на Совет, пошто се најавува дека ќе започне да функционира јавниот превоз преку предпријатието Тетово транспорт. Ние паралелно работиме значи со реализациите и на обврските и на формирањето на јавното комунално предпријатие Тетово транспорт. Значи тие на идната седница на Советот ќе излезат со предлог за плаќањето, нивото на плаќање кое е хармонизирано, значи усогласено со законските принципи кои ги имаме во државата, додека за рутата и за сите тие елементи исто така тие имаат сработено распоред за тоа да може исто така да биде во функција. Од пред 2 месеца поставени се автобуски постојки на главните булевари во Тетово. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар ќе се соочи со недостиг на гинеколози. Од 7 колку што моментално работат, наскоро 2 заминуваат во пензија, а специјализанти кои би дошли на нивно место нема. Ке има ли кој да ги породува и да врши оперативни зафати на пациентките во гинеколошко-акушерското одделение во болницата во Гостивар? Одделението ќе се соочи со сериозен недостиг на гинеколози. Моментално работат 7 лекари, од кои наскоро 2 заминуваат во пензија. Од друга страна, млади доктори специјализанти од Гостивар кои би дошле на нивно место нема. Раководителот на одделението, доктор Агим Јакупи, вели дека таквата состојба ќе создаде големи организацијски проблеми. Што се однесува до средно медицинскиот персонал, оценува дека го има во доволен број да се одговори на потребите. Сепак, и тука може да се јави празнина, доколку пандемијата продолжи и сестрите од гинекологија повторно да се ангажираат на припомош во ковид центрите. За жал, ситуацијата не оди кон подобро, ние се помалку и помалку. Ова година мислам дека ќе имаме уште поголем товар околу таа работа, зашто скоро очекуваме 20 доктори да заминуваат во пензија, а бројката на докторите се намалува. Во однос на средниот персонал, ние за сега стоиме добро со персоналот, но за време на пандемијата, за да можеме да излеземе на сусрет на инфективно одделение, на интерно одделение со ковид центровите, значи бевме со понамален број, пошто наши сестри заминуваа да помагат во другите одделенија, каде што истиот персонал или беше заразен, или по некаква причина не може да бидат во полн состав. Откако ќе се пензионираат 2 колеги, гинеколозите кои што остануваат да работат, ќе треба да држат 24-часовно дежурство секој втор или трет ден. Една од причините зошто се јавува јаз за лекари специјалисти во јавното здравство е трендот на отворање на приватни ординации, како и одливот на медицинските работници во странство во потрага по подобри услови и стандард. Инаку на гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар годишно се вршат од 600 до 650 породувања. Зимско-рекреативниот центар Попова шапка и викендот што измина беше препон со туристи. Пандемијата придонесе граѓаните да ги посетуваат домашните туристички дестинации, така што оваа сезона хотелиерите се задоволни. Попова шапка и овој викенд е преполна со туристи. Овој зимско-рекреативен центар е најбараната дестинација овој период. Посетителите на зимско-рекреативниот центар Попова шапка уживаа во убавото сончево време и снегот и на минусните температури. Дел од нив се задоволни од условите, а други велат дека не е доволно искористен потенцијалот на планината. Па добро, идеме добро, што да кажам друго. Како го искористувате денот на шапка? Па слободно се, на одмор сме, така да... За скијање? За скијање, да. Повеќе заради децата и така. Многу убаво. Денеска е мрда добро. На еден ден сте тука или... Денеска сме. Така? Денеска, али мислам дека е многу добро. Супер е се.
Прв пат сум тука на Попова шапка и можам да кажам дека многу е убаво. Многу добро. Да. Денес доаѓате на еден ден или подолго време сте тука? Подолго. Мислам дека не е доволно искористен капацитетот што го има Шарпланин. Инаку е убаво. Посетеноста каква е? Гледаме дека има... Па има луѓе, меѓутоа има многу капацитет Шарпланин. Жалосно што не го искористуваме до крај. Од ски центарот информираа дека сезоната тече во најдобар ред. За љубителите на скијањето најавуваат дека на почетокот на февруари ќе биде пуштен во функција и шестоседот. Работаат ски лифтовите Свети Илија, поток 1, поток 2, Бабин извор и двоседот Свети Илија. Шестоседот е при крај, подготовките за него се при крај. Сметам дека почеток на наредниот месец ќе биде во функција. Сместувањето, хотелските капацитети, колку се исполнети? Значи, хотелите на Елем Турс, хотелот Попова шапка и хотелот на Славија се исполнети до последно легло. Хотелиерите оваа сезона се задоволни од посетеноста и исполнетоста на сместувачките капацитети. Велат дека пандемијата придонесе граѓаните повеќе да ги посетуваат домашните туристички дестинации. Ова година, како што знаете, со пандемијата, но сепак е една од најдобрите години, пошто се знае гостите не можат да идат надвор од земјава, така што ние бевме посетени многу добро. Значи, ние сме за ова година многу задоволни. Снег имавме, среќа за среќа. Ова првата година што јануари го имамо со снег, така што убаво поминале нашите гости и ние. Како и претходните викенди, така и овој можеше да се забележи долгата колона возила, паркирани долж патот кој води до центарот. Експерти работат на подготовка на долгорочен план за управување со дивата коза во Националниот парк Маврово. На работилница што се одржа деновиве се дискутираше за значењето на дивокозата и нејзината бројност на територијата на паркот. Националниот парк Маврово изготвува долгорочен план за управување со дивите кози. Првите чекори во однос на подготовка на документот се направени. Наредниот месец ќе се вршат истражувања на терен и планот би требало да биде готов во мај годинава. На работилница што се одржа деновиве во Маврово се дискутираше за значењето на дивокозата и нејзината бројност на територијата на Националниот парк. Целта на сите овие активности е да се создаваат услови за заштита на дивата коза, да се намалат заканите и ризиците по ова животно. Во петок на 15.1.2021 година во ресортот Маврово се одржа работилница на која беа презентирани досегашните активности од акциониот план за заштита на балканскиот рис од страна на Тиме Меловски од Македонско еколошко друштво за значењето на дивокозата и нејзината бројност на територијата на Националниот парк Маврово. Во вториот дел на работилницата или вториот дел беше посветен на изготвување на долгорочен план за управување на дивата коза во Националниот парк Маврово. За таа цел беше дојден Костадин Валчев, посета имаше од Костадин Валчев од Бугарија, експерт кој ќе има задача да помогне во изготвување на планот. На работилницата се дискутираше за заканите и мониторинг методите за пребројување на дивите кози во Маврово. По оваа работилница, експертот ќе го посети паркот во текот на февруари, за да се запознае подетално со теренските прилики, живеалиштата на дивата коза и други потребни податоци, што се потребни за нормално за изготвување на овој план. Крајната верзија од планот за управување ќе биде готова до мај 2021 година, а со тоа планот ќе може да се имплементира од втората половина на оваа година. Да се надеваме дека овој план ќе овозможи дивата коза да ја има во се поголем број и да ги краси како и досега што ги краси високите планини на Маврово. Инаку како предходница на ова, скоро 2,5 години се одвиваше и
проект се до 31.12.2020 година, проект за заштита на балканскиот рис, а дивата коза представува трпеза за балканскиот рис, исто така како и срната и некои други помали диви животни, така да многу е битна бројката, многу е битно колку со колку број и фонд на диви кози располагаме. Од една страна за трпезата на рисот, од друга страна реков за украсувањето на нашите плани. Во подготовката на планот учествува бугарскиот експерт Костадин Валчев, кој во текот на февруари ќе престојува во паркот за да се запознае подетално со теренските прилики и живеалишта на дивата коза. Балканската дивокоза припаѓа на класата цицачи во редот на парнокопитари. Може да достигне висина до 80 см, а должина до 130 см. Некои мажјаци достигнуваат тежина и до 40 кг, додека женките се помали и со помала тежина. Се храни со тревести растенија, млади листови од високопланински грмушки, капини и малини. Животниот век им е до 20 години. На подрачјето на Националниот парк Маврово 15 години се спроведува проект за закрепнување на балканскиот рис, кој досега дава позитивни ефекти за заштита на критично загрозениот вид на рис. Активностите се насочени кон прогласување на нови заштитени подрачја, ефективност на веќе постоечките, законска регулатива значајна за рисот, едукација на локалното население, истражување и мониторинг, одржлив лов и борба против криволовот. Двегодишниот Михаил Ристовски од Тетово заедно со семејството замина на лекување во болницата во Белград, Република Србија. Поради неговата диагноза парализа на левата рака добиена како резултат на повреда при неговото раѓање, потребни му се третмани со акупунктура, базен и физикална терапија. Потребните средства за неговото целокупно лекување и за престојот беа собрани благодарение на хуманите граѓани кои се одзваа на апелот за помош. Председателот на владата Зоран Заев денеска изјави дека земјата ќе добие 8.000 вакцини од соседна Србија. Во тек се преговори околу техничките процеси за нивно доставување, а се работи за вакцините на Pfizer. Сакам да ја споделам оваа среќна вест со граѓаните. Понудената помош од Република Србија преку председателот Вучич ја прифативме. Денеска разговаравме утрово со председателот Вучич, тие прифатија да ни помогнат. Деталите ќе ги утврдиме во текот на денот. Знам дека она што можат да го потврдат слободно е 8.000 вакцини од Pfizer-овите, а другите имат договори кои што треба да ги проверат, клаузули, дали тоа може да направат. Соодветно јас, министерот за здравство и другите ќе информираме. Јас сум многу благодарен и сакам од името на целиот македонски народ да изразам благодарноста до председателот на Србија Александар Вучич, до владата српска, до српскиот народ. Ова е сериозен чин на пријателство, кој што покажува дека еве солидарно сака да сподели со својот јужен сосед дел од вакцините кои што има. Она кое што сакам да го потврдам е дека при прифаќањето на нашите барања кои што испратија на секаде, затоа Вучич понуди према нашата земја да помогне со вакцини и тој ги извести зборовите дека сакаме и да го донираме. Сме благодарни и на таквиот чин, секако ние сме земја, имаме пари и ќе се оплатиме, па после тоа од негова страна беше потврдено дека ќе ги дадат по набавни цени, секако кој што Србија ги има набавено вакцините. Следуваат деталите каде што ќе разговарат министрите за здравство и јас денеска имам уште еден разговор со премиерката Ана Брнабич за деталите, транспортот, регистрацијата. Знаете дека се уште протоколите и во Србија и кај нас за регистрацијата на другите вакцини се утврдуваат од соодветните наша и српска агенција за лекови. Тоа веќе го работи министерот за здравство. Утрово направивме состанок со министерот за здравство за сите детали, за сите подготовки. 79 лица биле казнети за неносење заштитни маски. Полицијата регистрира и 2 физички напади и информира за спроведена акцијска контрола за техничка неисправност на возилата.
Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 79 лица, 73 од Тетово и 6 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 82 лица од Тетово и 50 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 210 лица од Тетово и 132 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 9 часот полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 66 годишникот Тетово, кој претходно агресивно се однесувал во семејниот дом во Тетово и со остар предмет и се заканувал на неговата 60 годишна сопруга. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 17 часот пак полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 45 годишен гостиварец, кој во семејниот дом во Гостивар физички ја нападнал неговата 37 годишна сопруга. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува поднесок. На 15 јануари од 11 до 16 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е акцијска контрола за техничка исправност на возилата. При контролата кај 7 возила била утврдена неисправност на сопирачките и други системи. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на возачите им се изготвени соодветни поднесоци. Покрај ова откриени и законски санкционирани биле и 6 други видови сообраќајни прекршоци, како и 20 непрописно паркирани возила. Во продолжение следува блокот информации од спортот со колегата Павле Симонски. Одбојкарската репрезентација на Македонија втор пат поред ќе игра на Европското првенство, откако ја совлада Турција со 3:1. Нашата репрезентација со оваа победа заврши на втората позиција на табелата, позади Турција. Но во моментов е најдобра второпласирана селекција и теоретски го обезбеди учеството на континенталниот собир, кој оваа година ќе се одржи во Полска, Естонија, Финска и Чешка. Македонската одбојкарска репрезентација на надпреворот против Турција ја прикажа една од најдобрите игри во историјата. Првиот сет го добивме со убедливи 25:19. Следуваше изамнување, откако Турција го доби вториот сет со 25:21. Последните два сета ги добија нашите одбојкари со 25:23 и 25:18. Најдобар поентер во нашите редови беше капитенот Никола Ѓорѓиев со 24 поени, додека 1 поен помалку реализираше Александар Љавтов. На Европското првенство во септември ќе учествуваат вкупно 24 репрезентации, а до овој момент се познати 16 учесници. Останатите 8 ќе бидат познати во мај, кога ќе се одиграат и преостанатите квалификацијски групи. Кошаркарите на Гостивар ја забележаат четвртата прволигашка победа оваа сезона, откако на домашен терен ја совладаа втората екипа на МЗТ Скопје со 78:62. Гостите од Скопје пружија отпор само во првата четвртина, која ја добија со 29:23. Во продолжениот надпреварот следуваше комплетна доминација на гостиварци, а само непознато беше со колкава разлика ќе го добијат надпреварот. На крајот, сосема заслужена победа за Гостивар од убедливи 16 поени разлика, односно 78:62. После 20 дена нова утакмица, доста кадровски проблеми, не стигна сертификатот за новиот играч за Вокер. Капитенот Димитриевски видовте повреден со кичмата проблеми. Значи имавме мала ротација на бековските позиции, но товарот го понесоат тројци играчи, значи задоволен сум од победата, од залагањето на екипата. Ристовски мора да го пофалам во оваа ситуација, ни се најде, значи 2 години тренира со нас. Баш денеска покажа дека може да рачунаме на него и во понатомошниот период. Океј, победа која победа, не чекаат се други такмици, треба да се консолидираме со двата нови играчи да се го играме. И очекувам да даваме максимум на секоја такмица. Најпрецизен во редовите на Гостивар беше Александар Костовски со 20 поени, додека 4 поени помалку реализираше американецот Джалоун Фрајдеј. Во таборот на МЗТ-2 воедно на надпреварот најпрецизен беше Лука Савичевиќ. Екипата на Ренова го одигра првиот контролен надпревар во подготвителниот период, на кој забележи убедлива победа од 4:0 над второлигашот Дрита од Боговиње. Фудбалерите на Ренова постигнаа по 2 погодоци во секое полувреме, а стрелци по 2 пати беа Шефити и Ебиби.
Pa do sada smo zadovoljni, znači iako danas se vidjelo da je ekipa malo umorna, što je i normalno u ovoj fazi pripremnog perioda. Mi smo danas izašli sa dve kombinirane ekipe, neki igrači su na probi ovdje, radi se o dosta interesantnim igračima o kojim treba ovih dana da odlučimo da li ćemo ih zadržati ili ne. Екипата на Ренова есенскиот дел од сезоната во првата македонска фудбалска лига ја заврши на 9-тата позиција на табелата со 19 бодови, односно 3 помалку од 8 пласираниот Силекс, кој е на позиција која носи избегнување на баражот за опстанок во лигата. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вашето внимание и пријатно.